Законот за нефер трговски практики официјално стартува од 1 јануари 2025 година, а овој закон треба да ги среди односите помеѓу производителите, добавувачите и трговците. Досега во мониторинг периодот утврдени се 26 нефер трговски практики, а спрема тарифникот се внесени 2546 префрлени земјоделски производи во овој закон, изјави денеска заменик министерот за економија Маријан Ристевски во денешната посета на Штип. Законот е земен како пример од законите за нефер трговски практики на Словенија, Хрватска и Бугарија. Рол систем е земен од страна на Законот за нефер трговски практики на Словенија, прилагоден и адаптиран во Република Македонија. Иначе да напоменам, тој е прв закон во историјата на Македонија кој што ги регулира односите на производителите и добавувачите со трговците, трговијата на мало и на големо. И навистина ќе биде од голема корист во средувањето на тие односи понатаму, бидејќи како што имавме информации, претходно работите биле многу големи на штета на производителите во Македонија кои се движеле во маркетите 35-40, па можеби и повеќе на 100. Меѓутоа, сега се ограничени и останува да работат и придонесите не ги надминат процентот од 10% во тековната година, што е добро и мислам дека на подолг рок со овој закон нормално ќе имаме поголемо регулирање на цените на производите како крајен ефект, односно во интерес на потрошувачите, купувачите и граѓаните, заштита на животниот стандард, а од друга страна оној хаос кој постоел претходно и форсирање на странски производи во однос на домашните производи, тука ќе имаме изедначување во однос пред се на маркетите. Тој истакна дека казнените мерки се големи и треба да внимаваат трговците и сите оние кои што ги исклучуваат ваквите договори. Ова е акција од самиот бизнис сектор произлезен од стопанските комори во Македонија. Ние пред да биде дадена ова акција од страна на бизнис секторот, имавме обемни разговори со бизнис секторот, стопанската комора, производителите на храна, земјоделски производи, увозниците, дистрибутерите и пред се со маркетите. Тие ветија пред граѓаните, пред целата македонска јавност, дека ќе ја почитуваат акцијата која произлегува од нив, односно ќе имаме намалување најмалку 10% на основните прехранбени и земјоделски производи во новогодишната кошничка, односно производи карактеристични за овој период. Најголем мониторинг за оваа акција се граѓаните на Република Македонија, кои што секојдневно одат во маркетите и можат да ги видат цените. Цените имаат воблери, односно етикети, на кои што требаше добро да биде нагласена претходната цена, а тоа е најниската цена од оваа акција претходниот месец пред да стапи акцијата и 10% намалена од таа цена. И граѓаните, сите оние неправилности кои што ги има, значи може да се јават на 191 во Државниот пазарен инспекторат. Ристевски додатно истакна дека доколку тоа не го сторат во тој случај, владата во наредниот период ќе донесе уште подрастични мерки, а главната цел им е штитење на стандардите на граѓаните.